Од среда 1 јуни државата ќе активира наплатата на ДДВ за основните прехранбени артикли, со што по автоматизам цените на основните животни продукти ќе бидат поскапи за најмалку 5%. Со други зборови, ова значи дека тие ќе имаат повисоки цени од 2 до 7 денари. Калкулациите се дека маслото за јадење ќе поскапи за 7 денари, а лебот за дополнителни 2. Млекото би било поскапо за најмалку 3 денари, додека табла јајца и килограм ориз би добиле повисока цена за 5 денари. Паралелно, можност за нови повисоки цени се укажува да формираат и трговците, кои досега тврдеа дека работат со загуба. Основните животни артикли немаат алтернатива за граѓаните, но со новите цени тие ќе станат уште понедостижни за нив. Животниот стандард и досега се давеше во немаштија, но од среда ќе биде уште потешко. Како со новите цени ќе се снаоѓаат потрошувачите? Лошо. Лошо ќе се преживее, се е качено, нон-стоп, уште сега е качено. Ја мислам нема да преживее. Иако поскапувањето силно ќе ги притисне сите, сепак најголемиот удар ќе го доживеат пензионерите и социјално ранливите категории. Згора на ова месецов е последен кога пензионерите ќе ги примаат и последните владини 1000 денари социјален додаток. Со овие цени, со овие пензии не можеш на крај да изгледаш месецот, не можеш да го поминеш. Нема шанса да се преживее. Не може само секој се сраме да каже и трае и врие. Секој е без динар. Секој одеше потејќ по пат. Тешко сине. Тешко работа, се покачуваат, а пензиите се толку. 1000 динара што дадеа, колку е тоа 1000 динара? Ништо. Новата, неповолна ситуација ќе предизвика стрес во економијата, односно во производниот сектор, бидејќи потрошувачката секако ќе падне. Кои се очекуваните последици? Се разбира дека последиците врз економијата, особено врз животниот стандард, ќе бидат повторно негативни, затоа што како резултат на кинувањето на оваа мерка, повторно ќе дојде до некој инфлацијски шок, особено на оние производи кои што врз кои што се преминуваше соодветната мерка. Секако, ова не значи дека проблемите ќе завршат овде, бидејќи независноста на полошо е комплетно присутна. Статистика пресметала дека за една година животниот стандард ни паднал за 13, а само во април цените во просек се зголемиле за 18%. Што во наредниот период ќе се случува, никој не може да предвиди, освен дека предстои тешка зима.